Добре, криптоентузијасти. Како што кажавме, имаме итна, така да речено, тема која што мораме да ја обработиме, а тоа е поврзаноста на Genesis со Digital Currency Group, кој што како субсидири, односно една од основните компании кои што ги поседуваат Digital Currency Group, може да представува проблем за целиот GDC, односно DCG, односно Digital Currency Group, и на тој начин да предизвика бенкран на сите овие компании заедно. Сега, оваа голема компанија Digital Currency Group или DCG ги содржи овие основни компании кои што како такви ја создаваат ова огромен ентитет на пазарот на крипто, кој што поседува повеќе од 165 компании низ сите сегменти на крипто. Значи, CoinDesk, познато ни е, CoinDesk е една од оние информативни агенции, потоа имаме Foundry, Genesis, која што е една од компаниите која што е во проблем, Grayscale, која што е исто така многу битна за овој артикал, односно Grayscale ни представува оној инвестмент фонд кој што го поседува самиот Digital Currency Group, DCG, кој што уствари продава, значи Grayscale го поседува најголемиот инвестмент фонд кој што возможува на големите корпорации да купат биткоин, но не директно, туку Grayscale го држи биткоинот во нивна замена, а они држат акции од Grayscale, кои што во замена се практички вредност во биткоин. И Луно. Сега, ова се основните 5 компании кои што ја содржат Digital Currency Group. Значи, ние многу пати тоа се разговаравме дека Digital Currency Group сама по себе има многу голем ефект на целиот крипто пазар. Прво да покажеме колку е голема Digital Currency Group, за да може да разберете колку целата оваа ситуација е многу сериозна. Значи, првенствено мораме да почнеме од овој дел, каде што фактички се содржат најголемите компании кои што се или дел или се поседувани од страна на Digital Currency Group. Значи, првенствено Coinbase, како што кажавме и сами, е една од најголемите менувачици заедно со Kraken, во која што Digital Currency Group поседува дел и целиот биткоин кој што го поседува Digital Currency Group во било кој дел од компаниите, основните компании, е чуван во кастади од страна на Coinbase, кој што знаеме и сами дека има повеќе од значи самиот по себе треба да има околу 9000 коини, значи тоа го имаме овде, понатаму ќе го разговараме за тоа, значи Coinbase самиот по себе поседува 9000 коини, значи на биткоин фактички. Со тоа што, значи ако погледнеме можеме да видиме огромни компании кои што моментално се или дел или се поседувани од страна на Digital Currency Group. Значи овде може да имаме и Grayscale и Genesis. Сега, понатаму ако продолжи, може да имаме огромни имиња и сите овие се фактички поседувани во дел или целосно страна на Digital Currency Group. Ledger, значи една од најголемите производувачи на cold wallet. Тоа не значи дека имате проблем со cold wallet-ите. Cold wallet-от понатаму продолжува да работи, значи cold wallet-от е само начин на кој што вие може да дојдете до онаа адреса која што вас ви е битна на блокчейнот, со цел да дојдете до пристап до вашите средства. Значи, ништо нема да се случи на вашиот Ledger. Ledger само како компанија е фактички афектирана од целата оваа ситуација. Значи, ова е кастади, ова се сите компании кои што вршат чување на биткоин во ваше име. CoinDesk, како што кажеме, information, значи информативни, со тоа што дополнително Data Information, Etherscan, основната страница на која што ние правиме проверка на сите Ethereum транзакции. Значи, ќе продолжиме понатаму чисто видите. Ако не се лажам, е самиот Lightning Network кој што го одржува биткоин. Значи, Decentraland, NFT, иако Decentraland овдека не е NFT, туку е целиот Decentraland Project, заедно со Mana токенот. Потоа имаме, значи, cryptocurrencies директно кои што се, нели, афектирани од ова, нормално биткоин, затоа што најголемиот држач на биткоин е самиот Digital Currency Group. Ќе поразговараме понатаму колку и во кој сегмент и дали е тоа сигурно или не. Filecoin е еден од значи најголемиот моментално провайдер на data storage. Значи буквално нели она што разговараме дека поголемиот дел од криптовалутите го користат Filecoin со цел за чувување на својот блокчейн. Zcash, знаете и сами, вториот поголемина анонимен коин во светот. Ethereum Classic, ако се сеќавате, многу пати разговараме дека Digital Currency е оној кој што директно ја афектира цената на Ethereum Classic. Потоа, ако продолжиме, гледајте овдека, Brave, самиот броусер кој што е уствари поврзан со не знам кој беше еден од коините, нели, кој што го добивате доколку го поседувате Brave.
Што имаме следно кое што можеме да кажеме, значи да не забораваме дека исто така ова се banking и payments, како што се Ripple во оваа ситуација, значи Ripple дел од компанијата е поседувана директно од Digital Currency Group. Зошто е тоа така размислено? Значи нели како што кажаме потенцијалот, но оваа ситуација не сме дека да разговараме за тоа. Значи гледате дека многу од овие BitPay, Wire кои што се ствари тоа се солуции за плаќање, се исто така во дел поседувани од Digital Currency Group. Значи гледате колку компании, ова се само најголемите кои што се ставени во оваа ситуација, кои што се директно поседувани од Digital Currency Group. Со тоа што имаме и една поголема шема во која што можеме да видиме дека Digital Currency Group, значи она што јас ви го кажувам, банките и овие провайдери на плаќање на банки уште многу одамна се дел од крипто сферата, само они не сакаат тоа вие да го знаете. Значи многу едноставно да видиме кој го поседува Digital Currency Group. Значи овие 5 основни компании кои што се уствари Digital Currency Group се поседувани 50% од Mastercard, кој што пак е поседуван од Wells Fargo, Union Bank, HSBC и Citibank. Значи 50% од сето ова што моментално јас ви го кажам е поседувано директно од банките. Она што ви го кажам, значи големите играчи оддамна се дел од крипто. Само што не сакаат да го знаете. Значи гледате како добро е тоа направено. Они се 50% собственици на Digital Currency Group, кој што како таков вас ви е познат како некои компании кои што се влезени во крипто. За разлика од тоа можеме да видиме дека вистината е сосема поразлична. Тоа значи дека овие големи банки директно се инволвирани во 165 компании во крипто, кои што се едни од најголемите, и Nasdaq како најголемата електронска берза во светот. Со тоа што дека може многу полесно да видиме овие огромни компании како се директно поседувани или поседувани од страна на Digital Currency Group, она што го разговаравме до сега. Значи гледате какви големи ентитети, значи самиот Litecoin, целата фондација се делумно поседувани од Coinbase. Потоа, значи сега овој дел овдека не ми е многу јасен искрено, иако ова е сето поврзано со American Express и со слично, но овој дел овдека е многу појасен. Значи имате делумно поседување на Zcash, Ripple и Coindesk, она што го разговаравме, кое што исто така е дел од JP Morgan, значи во оваа ситуација. Потоа, децентрален Filecoin, она што разговаравме директно, ова се уствари крипто проекти. Grayscale, како што рековме, е директно поседуван од страна на Digital Currency Group, односно една од компаниите. Со тоа што можеме да видиме овдека дека и Genesis исто така е. Значи ова што го разговаравме до сега, но поентата на оваа шема ние да ни покажеме дека повторно гледајте кој го поседува. 50% поседува на Mastercard, кој што е поседуван од овие банки. Значи 50% од сето оно што моментално ќе разговараме е поседувано директно од банки преку Mastercard. И сега, откако го утврдивме ова и откако утврдивме кои се уствари сите овие компании кои што се дел од целата оваа ситуација која што може да имплодира, значи мораме да објасниме сега, значи кога веќе знаеме која е Digital Group, сега веќе можеме да разговараме како се тоа го афектира целиот крипто пазар и што моментално се случува со Genesis, што може да направи целата оваа, како да кажем, огромна конструкција на капитал вложен во крипто секторот да имплодира и да направи огромен проблем за сите инволвирани. Сега, првенствено да почнеме од овој момент. Значи пред 13 дена, буквално ова кога сето се случуваше нели на цела оваа ситуација, значи DCG самите по себе кажуваат дека не фактички Genesis, че our exposure to FTX has no impact on our ability to serve our clients. Значи ова беше почетокот, каде што исто како и FTX кажаа дека нема никаков проблем, дека се е во ред, дека нема да има никаков проблем понатаму, со тоа што наеднаш се соочуваме со ситуација во која што вели Genesis warns of bankruptcy without a new funding. They are the biggest Bitcoin OTC desk, a major lender, and could take down parent company DCG, Digital Currency Group, which is a titan in the space. Значи, проблемот што е? Значи, иако можеби DCG има доволно средства да успее да се излечи од целата оваа ситуација, тоа не значи дека може да се случи, затоа што ако имате класичен бенкран, оно што ние го разговараме, сите оние кои што не го гледале нашето видео за бенкран, би ги замолил да се вратат и да го изгледаат, тоа беше само пред неколку дена, кога направивме лайвстрим во кој што објаснивме што уствари бенкран представува, за да може да разберете колку е моментално ситуацијата сериозна и зошто она што го велат заразата која што моментално се шири од FTX може да предизвика уште поголеми реперкусии на пазарот. Значи што уствари овдека он сака да каже? Значи ова се твитови од некои познати луѓе кои што моментално се на Твитер и кои што се, да речем, reliable, односно може да рачунате на нивните информации. Идејата е дека моментално Genesis самиот по себе представува еден од најголемите OTC или over the counter desk во кој што големи ентитети како менувачници, како физички лица и правни лица кои што сакаат да купат и да продадат да речем биткоин,
во случајов, нели? Со цел да не ја манипулираат цената на пазарот, затоа што тоа станува збор за огромни количини на биткоин, тоа го прави преку ваков тип на OTC desk, односно тоа се соодветни механизми на пазарот или да речеме компании како оваа кои што познаваат многу луѓе кои што сакаат да продадат и да купат одредено добро и ги поврзуваат директно за да нема никаков проблем со снемување на биткоин, да речеме, од менувачниците. Значи тоа е главниот проблем кој што во оваа ситуација, замислете, они се еден од најголемите OTC desk на светот. Зошто е тоа така? Затоа што знаеме и сами дека значи Coinbase како менувачницата која што ги држи овие средства за Grayscale е една од најголемите, значи како што кажавме, веќе го покажавме тоа, но ќе покажеме уште еднаш, значи ќе поразговараме и за ова понатаму. Coinbase самиот по себе држи околу 9000 биткоини, што представува околу 0, добро, ова не е, добро, ова е целосниот, не е ни битно во случајот, значи 9000 биткоини поседува, а додека Grayscale самиот по себе поседува 633.000 биткоини кои што треба да се во кастади на Coinbase. Значи, идејата е дека самиот по себе Coinbase поседува 9000, но држи кастади, односно овие 633.000 треба да се под директен клуч на Coinbase како назначена менувачница за DCG, односно Digital Currency Group, кој што треба да биде практично старател на овие 633.000 биткоини, што уствари се основата врз која што Genesis вршел OTC. Значи, Genesis фактички, како една од овие 5 компании кои што се инволвирани во Digital Currency Group, е оној кој што ги наоѓа услугите за овие 633.000 и многу други кои што сакаат да се уклучат на пазарот, да направат практично трансфер еден со друг. Сега, ова е само да ви покажам како прилика Genesis се наоѓа во целата ова макрокомпанија DCG. Сега, значи, они кажаа дека нема да има никаков проблем во однос на Genesis Capital и дека нема никаков проблем околу, нели, тоа што е фактички истата била дел инволвирана во FTX. Сега, каде почнува целиот овој проблем? Сеќавате што ви кажам? Не е тоа колку уствари штета се направила од тоа што Genesis самата по себе на вистина поседувала дел во FTX. Проблемот настанува во тоа што значи основната јавност, физички и правни лица не сакаат да знаат колку имала и колку не, значи нив не им е битно. Нив им е битно дека доколку Genesis имал дел во FTX, они очекуваат дека тој дел Genesis веќе го изгубил, што значи е голема веројатност дека Genesis нема доволно пари да им врати на депозитарите, односно оние кои што внеле во Genesis како компанија, доколку истите сакаат да си ги земат средствата назад. И најнаш добивате класичен бенкран во кој што, значи, едноставно сите оние кои што имаат било каков тип поврзаност со Genesis или во кој што имаат едноставно внесено било каков тип на капитал во Genesis, ќе сакаат веднаш да си го повлечат назад. Со тоа доаѓа до liquidity crunch, така се нарекува на англиски, односно знаеме дека Genesis како таква компанија нормално инвестирана е во многу инвестиции кои што не може веднаш да ги извади. И како и секоја банка, оно што го разговаравме во класичниот пример на бенкран, вие имате проблем во кој што најнаш немате доволно капитал затоа што сите депозитари бараат во исто време да бидат исплатени. И сега, ова не е прв случај. Значи, Genesis исто така беше инволвиран и во Three Arrows Capital, ако сеќавате ситуацијата со Celsius, каде што Three Arrows Capital како една од поголемите капитални организации пропадна, а значи 1,2 билиони долари Three Arrows Capital должи на Digital Currency Group, поточно на Genesis. И во оваа ситуација, значи во тој момент, сега не знам кој од вас се сеќава, DCG го покри ова. Значи, гледате, DCG го покри овој 1,2 билиони со собствени средства, само за да не предизвика банкрот на една од основните компании кои што го содржат DCG, што нормално се обидуваат да го направат постојано со цел да не дојде ситуација во која што DCG поради една компанија ќе изгуби целата репутација, а знаеме дека во криптото моментално репутацијата ви е основна вредност. Што значи дека една од овие компании да пропадне, вие автоматски имате страв низ овие сите 5 компании кои што моментално се собственици на DCG, и ако го имате тоа, нормално дека сите овие инвеститори ќе пробаат да се повлечат што може побрзо да повлечат својот капитал. Сега, само да објасниме од каде се тоа потекнува. Значи, најнаш се јавува проблем во Genesis, затоа што ова не е прв случај. Првиот случај е 1,2 билиони кои што се изгубени во Three Arrows Capital. Тоа беше пред самиот Terra Luna колапс, кога имавме колапс на Celsius
лендинг менувачницата, каде што имаше многу луѓе кои што го изгубија својот капитал заедно со Three Arrows Capital, во кој што гледаме дека значи имате она е тоа што ви го кажувам. Значи Celsius како корпорација била инвестирана од страна на Three Arrows Capital, кое што пак била инвестирано од страна на Genesis. Значи гледате како тоа што постојано ви кажувам, големите играчи никогаш не поседуваат нешто директно. Они тоа го поседуваат буквално во бранови. Значи Genesis инвестирала во Three Arrows Capital, кој што инвестирал во Celsius, Celsius пропаѓа, автоматски Three Arrows Capital губи голем дел од својата инвестиција, луѓето почнуваат да се плашат за својата инвестиција, почнуваат да ги вадат депозитите од Three Arrows Capital, кој што нема доволно да ги врати со оглед на фактот дека веќе изгубил голем дел од сопствените средства затоа што биле инвестирани во Celsius во тоа време. И најдеш што се случува, нормално и Three Arrows Capital банкротира, со тоа што следната компанија која што треба банкротира е онаа која што нели инвестирала во Three Arrows Capital, а тоа е Genesis од DCG, со тоа што DCG, затоа што има огромен капитал, успева да ги покрие овие 1,2 билиони и на тој начин да ја заштити Genesis од банкрот кога се случи првиот колапс на Celsius. Сега, тоа е поминато, во ред. Но проблемот е што најднаш имате втора ситуација во која што сега најднаш Genesis се појавува како инвеститор и во FTX. И сега замислете вие ако сте инвеститор во Genesis, најднаш сте проживеале Three Arrows Capital, но најднаш се случува втора ситуација само неколку месеци подоцна во која што Genesis повторно се појавува како инвеститор во FTX. И сега знаете дека FTX е многу поголем, да речам, значи FTX моментално е најголемиот банкрот во целата историја на крипто, што значи дека највеќе ќе го погоди пазарот. Значи сега моментално ако биле претходно исплашени инвеститорите, сега се уште поисплашени затоа што станува збор за многу поголем пример на губење на фондови. Зборуваме за 8 билиона фондови кои што ги нема. Нормално ова предизвикува оно што сега го разговаравме, односно бенкран, во кој што многу од луѓето се обидуваат да си повлечат собствените средства, а Genesis нема доволно средства. И сега, што се случува? Значи, на 16 ноември официјално се суспендирани сите повлекувања, но во тоа време беа суспендирани повлекувањата само од оние луѓе кои што сакаат да повлечат, да речем, соодветен профит од она што го инвестираат. Моментално сите повлекувања се запрани и замрзнати на Genesis платформата, затоа што истата има недостиг на отприлика 500 милиони до 1 билион капитал кој што се потребни. Значи ова е следната вест од 18 ноември, че морав ова да го соберам со цел да ви направам соодветно видео да го разберете се тоа, затоа што е многу поголемо од едноставна вест. Значи, најднаш се случува ситуација во која што вели 1 билион долари се потребни да бидат собрани од потенцијални инвеститори со цел да се спаси Genesis и да не отиде во банкрот, затоа што ако отиде во банкрот, како што кажеме уште еднаш, значи тоа не значи дека Digital Currency Group нема доволно пари за да го покрие, да речем оваа загуба. Проблемот е што Digital Currency Group нема да има доволно репутација после ова кога една од основните 5 компании отишла во банкрот. Сега, има уште повеќе проблеми во оваа ситуација и многу повеќе дупки во оваа приказна, кои што ќе ви ги покажеме наскоро. Значи, првенствено да застанеме на ова дека моментално на Genesis се потребни 1 билион за да успее да направи bailout и да не пропадне. Со тоа што да не забораваме дека репутацијата на GDC, на GCD, извинете, е веќе оцрнета и тоа многу. Сега. Значи, моментално ова е денешна вест во која што вели дека значи, we have no plans to file bankruptcy imminently. A representative for Genesis said at an email statement, our goal is to resolve this current situation consensually without the need for any bankruptcy filing. Значи, идејата на Genesis моментално е да најдат инвеститори или да го решат ова со внатрешно преструктурирање помеѓу овие 5 компании и сите оние инвестиции кои што ги имаат, со цел да се најде овој капитал и да се спаси Genesis. Значи, тоа е моменталната ситуација, ова е денешна вест. Со тоа што каде е најголемиот проблем овде? Значи, многу од луѓето веруваат дека ако Grayscale, значи Grayscale е една од овие основни 5 компании, така, за кои што разговараме, чекавме Genesis, Grayscale, CoinDesk, Foundry и Luna. Со тоа што, ако Grayscale навистина поседува 633.000 биткоини, како што тоа се вели, значи, они имаат повеќе од доволно, дури и на оваа цена, да можат да ги вратат средствата во име на Genesis. Сега, каде е овдека проблемот? Најднаш се јавува страв поради тоа што Grayscale, значи ако се сеќавате, изјави, само да ви покажам каде беше тоа
Само момент да го најдам како вест. Значи, Grayscale, ако се сеќавате, само пред неколку дена кажа дека нема да направи proof of reserves, затоа што тоа е против нивните сигурностни системи. Значи нема никаква врска. Вие да објавите јавна адреса на биткоин, која што никој ништо не може, е жива глупост да кажете дека тоа е против сигурносните системи кои што ги имате. Од друга страна, дури и да објавите кои се вашите адреси, ние прво не знаеме чии се тие адреси и во чие име вие држите, значи нема никаква врска. Ова што они кажуваат е буквално срање. Значи, моментално, еве сега ќе ви покажам. На MarketCap, на CoinMarketCap, имате нов таб во кој што во exchanges, кога ќе отидете на спот, ви дава сите менувачици кои што се моментално најголемите, нормално поредени поред капитал, со тоа што оние кои што имаат дадено, значи може да видите овдека има како парички со знак за потврдено, значи да го кликнете овдека, сите оние кои што имаат Proof of Reserve ќе ви покаже точно кои се адресите и колку, значи гледате овде. Точно адресите за тоа што поседува и во која количина го поседува, во кои проценти, со цел да се уверите за тоа што моментално го поседува менувачица. Значи, неколку менувачици сега го имаат тоа направено, Binance, KuCoin, Bitfinex, OKX, Bybit, гледате. Значи има големи менувачици кои што тоа ќе го направиле. Каде е овдека проблемот? Coinbase, кој што треба да биде custody, односно да ги чува овие коини за Grayscale, кои што треба, например, да бидат искористени со цел да се спаси Genesis, нема се уште направен Proof of Reserves. Они се вадат на тоа дека, наводно поради тоа што се јавно тргува на компанија, они тоа мора да направат disclosure на самите органи во Америка, но такви disclosure без соодветна, значи, доколку немате вие инспектори кои што ќе дојдат на вистина да проверат дека вие ги поседувате овие работи, тоа е само репорт. Тоа е само информација која што сте ја дале вие моментално на, да речем, дарошните служби. Истата ситуација и е за Grayscale, кој што моментално одбива да покаже Proof of Reserve заедно со Coinbase дека на вистина ги поседуваат овие 633.000 заедно со 9.000 поседувани директно од Coinbase. Значи, едноставно нема никаков Proof of Reserve дека на вистина ги поседуваат. Што значи они може само да, значи гледате, и оваа ситуација CoinGlass, ова е само што они практично кажуваат дека поседуваат. Гледате, имаат значи 10 билиона во биткоин, 3,5 билиона во Ethereum, 234 милиона во Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash. Гледайте, значи има многу од овие коини кои што они ги поседуваат. Тоа е во ред. Но ова е само статистика на CoinGlass кои што они му ја дале. Значи тоа е нешто што они не го потврдиле со Proof of Reserve, што моментално сите се обидуваат да го достават со цел да бидат транспарентни на пазарот. Што е уште еден од основните стравови кои што го имаат сите луѓе моментално на пазарот, дека Grayscale можеби не ги поседува овие коини, ако ги поседуваше, досега ќе го решеше овој проблем. Сега, друг проблем, значи да разбереме што уствари представува Grayscale и зошто поседува толку голем процент од биткоините на пазарот. Значи иако Binance е најголемиот еден, значи држател, значи исклучиво еден, зборуваме како ентитет на биткоини на пазарот, што е 1,5%, знаеме и сами, најголемото 100 волети. Значи самиот Grayscale поседува многу повеќе од Binance, што се поделени во различни волети, разделени, и самите по себе се уствари направени да бидат траст, односно, значи фактички они во замена за биткоинот кој што го држат, значи го продаваат фактички овој биткоин, како ќе дојде. Grayscale купува биткоин во име на физички лица и правни лица кои што не можат правно да поседуваат директно криптовалути. Со тоа што Grayscale, кога некој од овие инвеститори ќе му даде пари, купува на пазарот и ги држи во нивно име, додека оваквите хартии од вредност, како акции, така речено во овој фонд, кој што се наречени GBTC, се даваат на физичките и правните лица кои што се дел од овој инвестициски фонд. Значи, они се тие депозитари, они се оние инвеститори во ваквиот фонд. Сега, вели вака, значи моментално GBTC фондот на Grayscale, затоа што не му беше одобрено да биде спот ETF од страна на SEC, уште еден проблем за кој што ќе разговараме понатаму, моментално тргува со 45,2% во минус, што значи дека ваквиот фонд има многу повеќе акции во опте кои што луѓето не сакаат да ги купат, отколку што поседува фактички биткоин на собствените во собственото портфолио.
Затоа моментално вредноста на овие акции е падната 45% под профитабилност. Со тоа што во 2021 година сите овие акции беа профитабилни, односно сите оние кои што купуваа вакви акции беа, значи одеа во плюс, додека сега моментално имаме пад на пазарот, имаме страф поради FTX ситуацијата и моментално луѓето се обидуваат да се оттарасаат од ваков тип на акции. Што значи дека GBTC и самиот фонд кој што го поседува Grayscale, значи они моментално буквално почнуваат да губат на вредност затоа што луѓето едноставно не сакаат да ги купат овие акции од нив, затоа што целата ситуација е премногу ризична. И сега наеднаш се случува да они моментално ги продаваат овие акции дури и по негативна вредност, само за да може да соберат соодветни финансии кои што им се потребни за да ја спасат оваа ситуација со Genesis. Со тоа што и вака не сакаат да ги купат. Значи замислете со негативен индекс, значи буквално попуст од 45,2%, едноставно луѓето не сакаат да ги купат поради стравот дека знаат што ќе се случи ако Genesis падне и следене Grayscale, во кој што луѓето ќе сакаат едноставно веднаш да се отарасаат ваков тип на хартија од вредност и да си ги повлечат назад парите кои што ги платиле за чување на биткоин на нивниот wallet. Значи, гледате сега каде е проблемот. Имате, ова е буквално оној баланс шит кој што моментално, значи ова е официјалниот баланс шит кој што само пред неколку дена беше обелоден до страна на Grayscale за луѓето да не се секираат. Значи, гледате, во оваа ситуација можеме да видиме дека од септември, ова е она што е, знаете дека на квартално ниво, они фактички објавуваат баланс шит, односно портфолио, што поседуваат. Со тоа што гледаме дека на вистина поседуваат, ова се трастови, значи они поседуваат оваа големина, но мора да биде назначено како траст, затоа што како биткоин, они овие ги поседуваат заклучени на Coinbase, а во спротивно издаваат хартии од вредност кои што се нарекуваат во оваа ситуација траст, односно фонд, така речено. Сега, како што можеме да видиме, они тоа го објавиле. Да, во ред, оно што го кажаме. Значи, гледа, 635.000, 11 милиони Ethereum Classic, Zcash, Ethereum 3 милиони, се е тоа во ред. Но ова не е proof of reserve. Значи, кога они навистина ќе покажат proof of reserve за овие валути, тоа ќе имаме многу помал страф на пазарот дека навистина Grayscale е способен да го издржи овој притисок и да помогне на Genesis, односно една од овие 5 сестрински компании, да се спаси Digital Currency Group. Сега, значи, да заклучиме што уствари целото ова представува. Значи, ова е еден од исто така попознатите луѓе во криптосферата. Значи, ова е оној тред кој што, значи, фактички тред од твит, кој што, да речем, поседува повеќе информации, кои што сакам да ги представам, и сега ќе помине преку секој од нив, за да видиме кои се опциите и што моментално треба да следиме на пазарот. Значи, вака. Значи, DCG, односно Digital Currency Group, кој што е родителот на Genesis, моментално е во загуба и има, значи, ограничена ликвидност на оно што го поседува, нормално, затоа што DCG не поседува ликвидни средства, они не поседуваат огромна количина на кеш, за да може веднаш да вратат на оние кои што сакаат. Поседуваат само одредена количина на кеш за оние кои што редовно се очекува да повлечат нешто од оно што го поседуваат. Но во исто време, значи DCG ја поседува и Grayscale, кој што на годишно ниво произведува прилика 250 до 300 милиони само во fees. Значи, само во плаќање на услугата. Така. Проблемот е што поголемиот дел од она што го поседува Grayscale е заклучено, како што кажаме и ние, затоа што е поседувано од некој друг. Сега. Значи, DCG се верува дека може самата по себе да собере доволно средства со цел да ги плати повтор пат, значи, оние средства кои што моментално Genesis Capital ги има заклучени и не може да ги ослободи за да ги врати на депозитарите, односно инвеститорите, со цел да се ослободи од сите оние кои што сакаат да излезат од Genesis. Значи, се верува дека навистина може, затоа што гледаме дека е една, односно најголемата групна компанија, да речеме, која што поседува многу ентитети во крипто. Проблемот е она ги поседува како ентитети, но не во ликвидна ствар, значи не во ликвидна содржина која што може веднаш да ја врати на оние инвеститори кои што сакаат да им биде вратена назад. Овдека е проблемот. Ограничената ликвидност, значи тоа е најголемиот непријател на еден банкран. Кога вие и да имате огромен капитал, ако ви е инвестиран и не може да го повлечете во моментот, вие сте приморани со загуба да го привлечете и на тој начин доаѓа ситуација каде што оваа загуба, значи, доколку вие постојано повлекувате со загуба и со загуба и со загуба од секаде каде што сте инвестирале,
доаѓате во ситуација каде што веќе не може да издржите оваа загуба и гледате дека веќе влегувате во негатива, иако сте били една од најголемите компании во криптосекторот и мора да поднесете за банкрот, во спротивно ќе бидете во преголема загуба и уште повеќе ќе направите штета на целата сфера. Следниот дел од ова вели вака. Значи, DCG's health begins and ends with Genesis, односно, здравието, практично силата на Digital Currency Group почнува и завршува со Genesis, во превод. Без разлика дали останатите 4 компании вас ви се стабилни, вие ќе имате автоматски бенкран во моментот кога една од најголемите компании во овој ентитет ќе загуби, односно ќе поднесе за банкрот. Значи, моментално се разговара со кредитори на Genesis и значи, останатите лица кои што сакаат да помогнат со цел да се најде начин како Genesis да успее да не банкротира. Проблемот е што доколку се случи кредиторите да го одбијат овој договор, Genesis автоматски влегува во банкрот и во однос на тоа што е во банкрот, вие ќе имате надпревар помеѓу овие инвеститори кои попрв ќе успее да добие право да си ги земе средствата, значи они веќе не ги интересира ништо. Значи, моментално се уште има шанса да ваквата компанија преживее, но во случај да тоа не се случи, значи вие имате надпревар помеѓу овие лешинари, хиени, да си ги земат парите назад, нив не ги интересира ништо друго освен да ги земат овие пари назад, што ќе предизвика голем страф на пазарот кога станува збор за еден од најголемите играчи кој што директно поседува дел од сите овие компании. Сега замислете колку ова директно ќе афектира на овие компании кои што се делумно поседувани од ова една од основните компании на Digital Currency Group. Значи гледате колку е големо ова. Сега, вели вака. Genesis моментално има само денови, не недели, да успее да најде договор со кредиторите или нови кредитори или да поднесе за Chapter 11, односно тоа е уствари така се нарекува делото правото во облигации фактички во Америка, со кое што они поднесуваат барање за банкрот, така се нарекува Chapter 11 ако го среднете негде, тоа значи со тоа што, значи ќе напоменем уште еднаш. Многу од луѓето се обидуваат или се надеваат дека нема да се случи ова, не поради тоа што да речеме јас верувам дека повеќето од вас не држите на Coinbase или не знам немате инвестирано, сигурно немате инвестирано во Grayscale, затоа што пак ќе кажам, значи Grayscale е само за големи фаци кои што се нели потврдени инвеститори во Америка, односно имаат повеќе од 200.000 лично или 300.000 како да речем брачен пар приходи на годишно ниво. Што значи сигурно не сте инвестирали во Grayscale. Не е тоа проблемот. Проблемот е што ова ќе биде повторен Black Swan event кој што уште толку ќе го бутне целиот криптопазар надолу. Значи, ако се случи да испадне Genesis со порака дека ќе се поднесе за Chapter 11, ние очекуваме уште поголем пат на пазарот. Значи, затоа ја ви реков, ние можеме технички да рачунаме до утре сапајле, да правиме технички анализи и се, но мораме фундаменталната анализа да ја следиме во исто време заедно со техничката, затоа што едната без другата се едноставно нецелосни. И во оваа ситуација, ако не ја направиме оваа фундаментална анализа, на пример, утре пазарот ќе беше паднат, да речеме, уште 10% надоле, а вас нема да ви биде јасно зошто. Затоа и итно го правиме ова видео, кој што се обидуваме да го доставиме до вас, затоа што е многу битно да знаете дека ако се случи ваква вест во која што Genesis ќе поднесе за банкрот, тоа ќе значи повторно паѓање на пазарот. Многу битна работа. И, значи, еве сега чисто онака да објасниме што он очекува од сето ова. Значи, само за објаснување, Рајан Селкис е уствари CEO и основач на Месари, една од основните компании кои се занимава со криптодата инвестигација, односно истражување на криптодата. Значи, нив работа им е буквално следење на трансакции низ криптосферата, така да значи, ова е една од оние компании кои што навистина знае што се случува во криптосекторот, затоа и она што он го кажува има, да речам, соодветна тежина. Значи, она што он го очекува е дека дел од оние кои што поседуваат кредиторите на Genesis, кои што поседуваат инвеститорите, значи да речем било каков тип на акции во Genesis, ќе им бидат дадени соодветни права и соодветни бенефиции од останатите собствености на DCG, со цел да се намират и да не бараат да ги излежат своите средства на назад и на тој начин фактички вие немате потреба да ги најдете средствата, туку едноставно им давате соодветни бенефиции со кои што ги задржувате да не ги бараат своите средства назад. Значи тоа е идејата која што он очекува да се случи во однос на кредиторите на Genesis. Со тоа што вели, ако ова не се случи до вторник, значи ова е следниот вторник, можеме да очекуваме дека оваа зима ќе биде уште поладна. Значи
Ке напоменам уште еднаш, ова може да биде и порано, може да биде подосна. Банкрот не може да се поднесе во сабота и недела, значи мора да биде во работен ден. Што значи дека во почетокот на следната недела будно ќе следиме што се случува во оваа ситуација, затоа што е исклучиво битна за што можеме понатаму да очекуваме на пазарот. Значи, ќе напоменам уште еднаш, оваа вест, она што моментално ви го кажуваме, е многу битно затоа што го афектира целиот овој дел од криптопазарот и може многу кобно да се покаже во почетокот на следната недела. Затоа е многу битно да донесеме оваа информација што повеќе, што побрзо до вас. Затоа и направивме итно видео денес со цел да ви информираме што можеме побрзо. Ја следиме оваа ситуација и понатаму, како што ви кажав, значи уште на почетокот ви го спомнав тоа, FTX и она што моментално FTX го направи на пазарот и понатаму, значи ќе го афектира самиот пазар. Мене ако ме прашувате, крипто не оди нигде. Оваков тип на Black Swan event може да ни донесе нешто слично на Black Swan евентот кој што го имавме со COVID кризата, каде што ќе имаме екстремно ниски цени, значи она многу пати ако сте следеле други, речем посебно англиски канали го кажуваат. Вика, вие мислите дека сте виделе ефтини, вика, алткоини. Тоа така мислите. Вика, се уште не сте виделе затоа што се уште не сте виделе што може еден bear market да направи. Па ова е прост пример зашто тоа може еден bear market да направи. Но тоа не значи дека е крај на крипто, тоа не значи дека е крај на биткоин, не значи дека е крај на алткоините. Тоа е само уште едно предупредување дека треба да бидете, како што кажавме ние тоа, да го држите вашето портфолио во risk off менеджмент, во превод држите само големи валути кои што сами по себе имаат многу поголема шанса да го преживеат овој крипто bear market, затоа што ако се случи ова, кој што го кажуваме дека може да се случи, може многу од малите проекти да исчезнат едноставно, дури и од големите, да не се лажеме, затоа што ова е директно афектирано на една од најголемите компании која што некогаш била во крипто секторот и затоа бидете внимателни, останете со нашите вести, значи ќе ве информирам кога имаме нови информации за ова. Битно да бидеме пред самиот пазар и да ги имаме информациите на времено, со цел да можеме да реагираме. Ние не планираме никакви промени на нашето портфолио, она што го држиме останува да го држиме и понатаму, се со цел да успееме да го утврдиме биткоиното и понатаму да почнеме да разговараме за следниот bull market. Со тоа што сакаме на крај да напоменеме дека моментално гледаме дека се по неизвестно е да прогласиме дека доларот успеал да го направи сопствениот врв, со тоа што паѓање под овој, значи ова само за крај, тоа ќе биде дел од следната анализа која што и ние ќе ја разговараме, паѓање под овој, значи ова дно локално, ако успееме да паднеме во овој сегмент, можеме да очекуваме дека конечно сме направиле ново локално дно, кое што представува промена на трендот надолу, така да имајте го и тоа во предвид, затоа што гледаме дека добивме негативен знак на дневно ниво за промена на трендот надолу повторно, иако тоа го очекувавме да биде во овој погорен дел, сепак гледаме дека ова поле кое што е моментално на акумулација и дистрибуција, кое што го имаме уште од 2002 година, моментално представуваше соодветен опор на цената за истата да се коригира повторно надолу. Повеќе во следната анализа, за сега ова беше многу побитно да го доставиме до вас. Значи уште еднаш ви благодарам на поддршката. Достигнавме 1000 сабскрајбери, ви благодарам и за тоа многу, значи вие сте највеќе заслужени за тоа. Така да продолжуваме и понатаму сите информации кои што може да ги доставите до нас во било која тема, ние ќе пробаме да ги доставиме до заедницата со цел на овој начин да бидеме информирани сите. Така да уште еднаш ако имате било каков тип на помош кој што може да го направите за каналот, за целата заедница, не само за самиот канал, значи направете го тоа со цел сите да бенефицираме, да имаме значи позитивен исход од целиот овој негативен период и на тој начин, значи единствено што бараме од вас како и секогаш е да направите, значи вие сте нашата најдобра реклама, едноставно поразговарате со оние кои што сакаат да научат за крипто, предложете го нашиот канал ако и ви се допаѓа и вас нормално, на тој начин значи ќе можеме да расшириме оваа бесплатна материја која што ја правиме за вас и на тој начин да ја прошириме крипто едукацијата низ цела Македонија, па и пошироко со оглед на фактот дека има многу македонци низ светот кои што би биле задоволни со ваков тип на канал. Благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто.